што ќе го паметиме светското првенство во Катар? По многу нешта, но сега ќе ги издвоиме само највпечатливите моменти. Толку оспоруваното светско првенство во Катар на крајот испадна дека е едно од најдобрите до сега. Рекорди, компактност, организација. Све беше на потребното ниво. Со толку пари, све може да се направи. Јас сум Јовица Симоновски, TJ, а ова е YouTube шоуто Overtime на YouTube каналот BMG Sports. Во ова видео ќе ги погледнеме сите срушени бариери и сето она што за прв пат се случува на едно светско првенство. Не можеме во едно видео да кажеме све. Сигурно нешто ќе пропуштиме, дали намерно, дали ненамерно, не знам. Ако ви текнува на нешто интересно, слободно коментирајте да остане запишано. Ајде да го подобриме нашето фудбалско знаење и вашето фудбалско знаење, за да можете да ги импресионирате вашите другари. Ако не сега, може по неколку години, не знам. Аргентина го обележа шампионатот и тука нема дилема. Аргентина и Меси, крај на муаветот. Ама имаше и многу други интересни работи. За прв пат во историјата едно светско првенство се играше во зима. Имаше еден куп полемики околу ова, прашања без одговори. Но сега, откако заврши првенството во Катар, се гледа дека има и позитивни и негативни страни на таква одлука да се игра во зимски период. Останува вие сами да пресудите дали ова беше окей или не. Следно, во Катар падна највеќе голови во историјата на светските првенства. На 64 надпревари беа постигнати 172 гола. Претходно рекордот во број на голови на еден мундијал беше 171 гол на шампионатите во 1998 и 2014 година. Сепак не очекуваме дека Катар ќе задржи титулата многу долго. На следниот фудбалски шампионат во 2026 ќе играат вкупно 46 репрезентации во групната фаза. Многу повеќе надпревари, со тој и многу повеќе голови. За прв пат земји од сите континенти се квалификуваа во нокаут рундата. Никогаш не се случило нешто такво во минатото. Сите веќе играат добар фудбал. Европа имаше 8 екипи кои што се квалификуваа. Азија имаше 3. Јужна Америка и Африка имаат по 2 селекции, а Северна и Средна Америка по еден представник во нокаут рундата. Ова беше и рекорд за Азија, бидејќи за прв пат 3 нации, Австралија, Јапонија и Јужна Кореја, стигнаа до нокаут фазата. Мароко ја има најубавата фудбалска приказна од Катар. За прв пат видовме на африканска селекција да игра во полуфинале. Мароко со златни букви го запиша своето име во историјата на фудбалска Африка, станувајќи првата африканска репрезентација која стигнала до полуфиналето. Како одигра Мароко, немаше да биде изненадување да играат и во финалето. Особено што елиминираше селекции како Белгија, Португалија и Шпанија. Не може да не се спомене победата на Саудиска Арабија над Аргентина. Во можеби најнеочекуваниот пораз на турнирот, Саудиска Арабија го победи подоснежниот шампион Аргентина со 2-1 во рамки на групата С. Каков шок беше тоа не само за Аргентина, воопшто за фудбалскиот свет. И сите се прашуваа зарем ова Аргентина може да дојде до титула. И јас бев меѓу сите тие, признавам. Но тој пораз можеби беше добре дојден за аргентинците. Се разиграа, се размрдаа, се раздрмаа како сакате и тргнаа во поход кон шампионската титула. Сето понатаму е историја. Од оваа гледна точка победата на Саудиска Арабија добива на уште поголема тежина. Браво! И меѓу редови додека разговараме за овие достигнувања на светското првенство, не заборавајте да притиснете subscribe, клик на звончето, да коментирате, да шернете некој видео и така натаму. Фала! Жените испиша историја. Да, добро слушнавте. Жените испиша историја на едно фудбалско машко светско првенство. Она што ми е барем на мене особено драго е тоа што конечно се струшија бариерите кога во прашање се жените и фудбалот. Во Катар го видовме првиот целосно женски судиски тим на еден надпревар на машко светско фудбалско првенство. Судиката Стефани Фрапар заедно со помошниците Неуза Бак и Карен Диас испише историја на надпреварот Коста Рика Германија. Одлично судење. Браво, девојки. Домаќинот Катар. Катар беше премногу добар домаќин и не сакаше да победи против ниту една репрезентација. Еј, шала на страна. Катар стана првата селекција, првиот домаќин кој што ги загубил сите 3 надпревари на едно светско првенство. Не е фудбал за секого. Уништените соништа на Кристијано Роналдо. Ова беше последното светско првенство за Роналдо.
Наместо славно финале, 37 годишниот напаѓач го напушти терано со солзи во очите после надпреварот со Мароко кој Португалија го изгуби. И ова не беше единственото разочарување со кое се соочи во Катар. Против Уругвај Роналдо мислеше дека го издрмнил рекордот на великанот на Португалија, Еузебио, како најдобар стрелец на светските првенства за својата земја, за Португалија. Додека атмосферата на стадионот Лусаил се подигна, се случи шок. Голот за Португалија наместо на Роналдо всушност му беше препишан на Фернандеш. Каков шок беше тоа за сите. Не и за Меси. Сепак не беше се така лошо за Роналдо. Првиот фудбалер кој постигнал голови на 5 различни светски првенства. Тешко дека некој ќе го надмине ова достигнување. А Меси, за него треба да правиме едно посебно видео. Ама ај на брзинка. Со 26 настапи Меси сега е рекордер на сите светски првенства по бројот на настапи. 19 од тие настапи беа како капитен. Уште еден рекорд, наминувајќи ги Рафа Маркез и Диего Марадона. Тоа му помогна да ја освои титулата играјќи најмногу минути во историјата на светските првенства, со 2314 одиграни минути, надминувајќи го рекордот на Паоло Малдини. Тој е првиот фудбалер кој постигнал голови во групната фаза, во осмина финалето, четвртфиналето, полуфиналето и во финалето, во едно издание на светските првенства. Меси е единствениот играч кој забележал асистенција на 5 светски фудбалски шампионати. Капитенот на Аргентина е првиот играч во историјата на кој му е врачена наградата Златна топка 2 пати во 2014 и во 2022 година. А рекордни 11 пати ја доби наградата за играч на надпревар на едно светско првенство. Рекорди 1 тон. За крај да завршиме како што е редот. Кој беше според нас топ сеирот на светското првенство во Катар? Тотенхем и Ричарлисон. Честитки за Тотенхем и Ричарлисон. Топ сеир на светско првенство. Спарсис има спремено објава на Твитер со напишана честитка до својот играч Ричарлисон за пласманот во полуфиналето. Арно, ама честитката ја пиша пред да заврши надпреварот. Бразил тогаш водеше против Хрватска, ама Хрватска даде гол. Надпреварот одите на пенали, а на пенали Хрватска тепаше. Од клубот кога сватија што направија, на брзање го тргна, го избриша постот. Арно, ама залудно. Ете го. Тотенхем и Ричарлисон, главни звезди за сеир пукање. Се случува. Тука се одјавуваме. Почнуваме да се спремаме за новитети во овертем. Светското првенство завршува, но не чека нови предизвици. Следете, не ќе биде уште поинтересно. Верувајте, ќе има награди, челенџи, еден куп, надпреварувања. Што ти не, спремаме изненадување за вас. Следете ги шортс видеата и таму ќе бидете информирани за све, за секое наредно видео што го спремаме. Тоа е тоа, се гледаме. Чао!